оние, да кажам, академските 15 минути, мислам дека горе-доле успеавте поголемиот дел сите да се вклучите. Значи, ќе почнеме со мало закаснување, меѓутоа ќе тераме агендата како што горе-доле како што беше зацртана, да се појасниме, да кажам, пред да започнеме со официјалниот дел. Агендата која ја правевме и часовите, оној распоред, да кажам, на часови кој го направивме е во согласно со правилникот и програмата на институтот, затоа имате процентуално 50% часови за МСС, МСФ и 25% за даноци и 25% за останати работи. Така да ќе одиме по оваа агенда, со тоа што јас почнувам со првиот дел со даноците, 2 часа ќе одиме со пред се во фокус ќе бидат персонален и данок на добивка, ќе ги поминеме животно неживотно, меѓутоа тука ќе го убацам и на крај одлучив, бидејќи мислам дека не раскинува тема и тоа ќе го убацам и третиот пензиски фонд, значи ќе имаме животно неживотно и трет пензиски. Во вториот дел од првиот дел од КПУ-то почнуваме, одиме со оденачување на доходот од закуп и подзакуп, иако е некоја можеби класична тема која мислам со која секојдневно се соочувате, има тука што да се зборува. Има интересни ситуации кои ќе ги поминеме. Се ова ќе го поминеме прво како нормално во еден дел ќе дадеме како да кажеме еден нормативен дел за кој ги дефинира темите и ќе ги поминеме законите материјалните даночни закони кои регулираат начинот на оденачување на овие ситуации, а потоа ќе одиме со живи примери, односно со конкретни примери и конкретни ситуации. Во секој момент ја поттикнувам, прекинете ме ако имате некое прашање во контекст на темата и ако имате нешто интересно кое сакате да го споделите ситуација или слично со нас, направете го тоа за да може, иако е онлайн, да може да биде колку ше можно поинтерактивно. Малку го прекршив, јас барем го прекршив ветувањето кое го дадов на почеток на година и го прекршив традицијата, ова КПУ пролетното традиционално ние со физичко присуство, но за жал оваа година поради, да речеме, малку краткиот период кој го имавме измеѓу правилникот и имплементација на правилникот и програмата и датите за КПУ, поради краткиот временски период не стасавме да успееме да го организираме со физичко присуство, меѓутоа ајде да не дадам ветување па пак да не го исполнам, ќе се обидеме, ќе вложиме напори. Есенското, здравје во септември, во октомври, есенското КПУ да биде повторно со физичко присуство, јас мислам и тоа си има свој бенефити, иако нели вака е веројатно позгодно од удобноста на канцелариите да слушате, меѓутоа сепак мисламе поубаво и да се видиме и еден ефект на вмножување, така да живи здрави на есен со колегата ќе се обидеме да организираме едно со физичко присуство. Значи одиме со делот со даноци, прво рековме ќе ги покриеме животно неживотно и трет пензиски фонд. Само вака ќе направиме share screen, меѓутоа само на презентацијата, мислам дека поубаво ќе биде и вака да ја следите. Ете така. Сега темава е особено интересна во последно време од аспект на тоа што имаше одредени законски измени кои цел време ни ја матеа водата, односно цел време имаше зигзаг помеѓу даноци поттикнувања, дадени, недадени и во персонални и во добивка, па едно време персонални добивка беа, да кажам, во разидување, значи едното даваше даночно ослободување, другото не даваше даночно ослободување, така да сега да видиме, би сакал да видиме каква е ситуацијата во моментов, ќе видиме една хронологија како се одвиваа работите, има најава, дури имаше во една од политичките програми на партиите кои поминаа добро на избори, дека ќе се вратат дел од помалностите кои се укинати моментално, така да ќе дзирнеме и ќе најавиме што би требало да се случува во идниот период, мада би требало тоа, не би можеле да знаеме. Меѓутоа, пред да одиме со сето тоа, пред да одиме со даночниот дел и со конкретно како е ситуација во моментов и што е ситуација, би сакал да го поминеме нормативниот дел, односно делот кој регулира каде се регулирани темиве кои ќе ги опфатиме. Прво ќе одиме со делот кој го регулира осигурувањето, нормално осигурувањето и третиот столб и пензиското, доброволното пензиско не се на едно место регулирани, нормално.
во однос на камера, не знам, ви треба камера? Не ви камера. Во однос на како се вика, во однос на осигурувањето го имате законот за супервизија на осигурувањето, каде што се фактички се групирани осигурувањата на две главни групи, неживотно и животно осигурување. Мислам дека оние, пошто бидејќи се доста полуг период веќе присутни друштвата кои нудат осигурување, оние кои се осигурани им се горе-доле познати теми, да кажам. И знаат што е животно, што е неживотно осигурување, меѓутоа сепак да ги поминеме како законски дефиниции. Прво, во однос на неживотното осигурување, има многу продукти. Неживотно осигурување рековме дека е група, а секоја група има повеќе класи. Неживотното осигурување има многу класи, односно има многу категории на неживотно осигурување, меѓутоа она што веројатно е во најголем дел ќе биде во фокус и е како производ веројатно најзастапено на пазарот е здравственото осигурување. И тоа, односно нормално збориме за доброволно здравствено осигурување, и тоа збориме за здравствено осигурување согласно законска дефиниција кое не е покриено со задолжително здравствено осигурување. Тоа е, рековме, класа на неживотно осигурување и согласно законот за супервизија на осигурувањето, тука збориме за доброволно здравствено осигурување, согласно закон за доброволно здравствено осигурување, внимавајте. Значи закон за супервизија на осигурувањето е една капа, да речеме еден чадор, а под него го имате и законот за доброволно здравствено осигурување кој конкретно ќе го регулира доброволното здравствено осигурување. Потоа исплата на фиксни парични износи го немам видено ова како производ или како функционира во пракса, искрено да ви кажам, и надоместок за покритие на други трошоци кои не се покриени со доброволното здравствено осигурување. Во однос на осигурувањето на живот, мислам дека како производ е дури по-старо, да кажам, по-одамна присутно на пазарот кај нас. Мислам дека законот имаше 6 или 7 класи овдека, меѓутоа ја издвоив онаа која веројатно е да речам најпопуларност, таа што најчесто имаме во пракса, а тоа е она осигурување на живот кој опфаќа осигурување во случај на доживување, значи кога фала Богу, кога ќе доживеете ќе ви исплатат осигураната сума, осигурување во случај на смрт, штетниот настан кој го покрива животно осигурување, мешано осигурување на живот, редно осигурување на живот со поврат на премија, овие како производи искрено не ги имам сретнато толку, иако се дружам со луѓе од кои не знам некој да е осигурен во контекст на тие ситуации. Имаше и уште една да кажам можност, уште една класа каде што животното осигурување кој во пракса се среќава, каде што животното осигурување е врзано со, односно е во купче со инвестицијските фондови. Тоа е да речеме еден пакет производ, меѓутоа пак и тој ќе го третираме исто како животно осигурување, подалеку ќе збориме за даночниот третман на едно или на друго. Сега, бидејќи рековме ова е генералниот закон, чатот може кога сакате да го користите, јас го отворам, го читам, така да гледам кога има, така да слободно. Или ако сакате да уклучите си микрофони, мислам дека има можност, не сум сигурен дали стана можност, ali мислам дека има и може да ме прекинате и директно да поставите прашање. Се рековме дека закон за супервизија на осигурувањето е чадор, меѓутоа за конкретно како оди со здравственото, со доброволното здравствено, идеме во закон за доброволно здравствено, значи како или конкретен лек специјали за таа ситуација. И во законот за доброволно здравствено го имате член 2, каде е дефинирано дека доброволното здравствено може да се договори како две опции: дополнително здравствено осигурување или приватно здравствено осигурување. Она што поголем дел од нас го имаат, претпоставувам, како производ, односно што го имаат како добро, дека се сите со технички прашања, само да видам, значи не се за мене. Она што поголем дел го имаат како производ, односно го имаат купено како осигурување, е второто, односно приватно здравствено осигурување. Законот ги дефинира дополнителното и приватното конкретно, значи има конкретни законски дефиниции. Сега ќе видите и зошто приватното е тоа што е
во пракса по применето, дополнително здравствено, вика ги покрива трошоците на име на учество со лични средства при користење на здравствени услуги од задолжително здравствено осигурување, согласно прописите од задолжително здравствено осигурување и здравствена заштита. У принцип, ова е била ситуација кога сте осигурани така што вие користите услуга од нормално здравство, од државно, од систем, а меѓутоа имате доплата за некоја услуга. Во оваа ситуација здравственото би го, односно дополнителното здравствено би го покрило износот на таа доплата. Најчесто, ви кажам во пракса, ова не е производот кој се користи, најчесто во пракса идеме со приватно здравствено. Зошто? Затоа што кога веќе плаќаш здравствено, веројатно, нели, идејата е да користиш здравствени услуги од обезбедувачи на здравствени услуги надвор од системот на, нели, од државниот систем, односно да користиш приватно, да се лечиш приватно во приватни здравствени установи, нели, Систина Ремедика, така натака. Конкретно дефиницијата за тоа што покрива и што опфаќа приватното здравствено осигурување вели вака, ова е повторно од законот за приватно за доброволно здравствено. Вика, приватното здравствено осигурување ги покрива трошоците за здравствени услуги кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување, потоа повисок стандард на здравствени услуги кои произлегуваат од задолжителното здравствено осигурување, трошоци за покривање на здравствени услуги користени во дополнителна дејност, како и за користење на здравствени услуги во здравствени установи надвор од мрежата на здравствени установи во која се врши здравствена дејност и во правни лица кои вршат изработка, издавање и сервисирање на ортопедски и други помагала. Значи гледаме дека овдека збориме за едно повисоко ниво на здравствена заштита или на здравствени услуги кои не се добиваат во оној нормален систем на здравствено осигурување. Со таа покривме нормативната рамка од која произлегуваат видовите на осигурување и осигурувањата за кои ќе збориме во вториот, во тамошниот дел од предавањето од аспект на персонален данок на доход. Во однос на третиот пензиски столб, нормално реков дека тука имаме поинако нормално друг нормативен акт кој го редува и тоа го имаме Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, каде имате во член 1 став 2 дефиниција за што тоа фактички представува, односно за дефиниција за третиот столб ова фактички. Вели доброволното капитално финансирано пензиско осигурување представува пензиско осигурување на доброволна основа, во тој фонд пристапувате доброволно, финансирано со капитализација на средствата, опишува дека нели со средствата кои се уплаќаат во фондот нели се врши капитализација, во која се вклучени лица кои не се опфатени во задолжителното пензиско осигурување, како и лица кои се опфатени во тоа осигурување заради остварување дополнителен приход. Значи, една категорија се оние кои не се опфатени, мислам дека нема веќе вакви, и има лица кои се опфатени во тоа осигурување заради кои сакаат да остварат нели дополнителен приход од средствата кои ги има. Кој може да уплаќа во овие фондови? Уплаќаат кој било работодавач, може да уплаќа Сдружение на граѓани, може да уплаќа правно лице, може да уплаќа кој сака. Нормално уплаќате на име на, односно ги плаќате средствата на име на физичко лице кое понатака би остварило право на принос од пензија заради уплатените средства. Кој работи овдека, односно кој управува со овие ситуации? Друштвата за управување со доброволни пензиски фондови и друштва за управување со задолжителни доброволни пензиски фондови. Цел закон е возделов за доброволните пензиски е огромен и цел закон се фокусира на работењето на овие фактички на овие друштва, нормално специфична тема е, да речеме, и бара дополнителна и коректна регулација. Сега она што треба нас да ни е во фокусот ќе биде даночниот аспект на овие ситуации, односно даночниот аспект на уплатите по основ на разни видови осигурување и разни видови осигурување и уплатите во трет пензиски. Нормално, бидејќи ќе ги разгледуваме од аспект на персонална добивка, ситуацијата е што кога фирма, често нели фирма, рековме дека или општо ако сакате работодавач, што кога фирма уплаќа за, односно во име на
вработените лица. Зошто би сакале да уплаќате животно, неживотно или пензиски, здравствено и така натака? Затоа што е убав бенефит, убав бонус за вработените, не влегува во плата, не се товари со придонеси, а има реален бенефит кој би имал реален бенефит кој го чувствуваат вработените, може да се иницира лојалност, нели, бидејќи договорите посебно за животно осигурување се долгорочни, секако дека има бенефити во поглед на пака и здравственото, во поглед на опциите кои се за лекување и така натака, ке пензиската шема, фала Богу, имате дополнителен доход од понатака во животот би имале дополнителен доход од пензија. Сега прво сакам да го погледнеме третманот од аспект на Законот за данок на личен доход, бидејќи таму е поинтересно. Кога збориме за данокот на личен доход, се обидам цело време да се држам до самата структура на законот кога објаснуваме. Не заборавајте, треба сите настани да ги погледнеме од две главни перспективи. Една перспектива е онаа стандардната, значи што веќе зборев, кога работодавачот плаќа за вработените лица. А другата интересна ситуација која не смее да заборавиме, рековме не се сите работодавачи правни лица, некои работодавачи се самостојни вршители на дејност, треба да видиме дали кај исплатите кои се од самостојни вршители на дејност кон вработените или кон самиот самостојен вршител на дејност, значи кон ТП и така натака, дали кај нив тој трошок би бил признат или не признат расход, исто како што после на крај ќе видиме и дали трошокот би бил признат или не признат расход и во кој износ би бил признат или не признат расход кај по основ на Законот за данок на добивка кај правните лица. Така да ќе ги погледнеме, ќе гледам да ги погледнеме сите перспективи и на крај ќе ви направам ќе ви презентирам една табела, Excel табела, каде што сумарно ќе ги презентираме овие работи, значи дали е признат, не признат кај трговски друштва, дали е признат, не признат во кој износ кај самостојни вршители на дејност и дали се даночи или не се даночи со персонален данок. Ќе ги поминеме сите три во таа табела, значи ќе го имаме животното, неживотното осигурување и третиот пензиски фонд. Реков дека сакаме да следиме во предавањето структурата на Законот за данок на личен доход, структурата на Законот за данок на личен доход презентирана во целиот текстот на целиот закон вели дека прво нешто што треба е да се идентификува даночниот обврзник. Даночен обврзник нормално во општите, ви е дадено во општите начала на законот е физичкото лице кое го нормално го остварува доход. Сега наредна круцијална работа е да го дефинираме типот на даночен доход. Во текот на предавањето ние ќе се фокусираме нормално кај доходот од осигурување, во вториот дел ќе збориме за доходот од закуп, меѓутоа ќе видите имате во игра ќе влезе, имате ситуации кои се даночат и како доход од работа, што се интересни ситуации, ќе ги поминеме и ќе ги подискутираме, кажавме. Даночната основа треба да се дефинира, значи прво општо збориме, значи како општи начала збориме од законот. Даночна стапка, при што треба да се внимава законските пропишани ставки 10%, односно 15% кај игри на среќа. Во поголем број ситуации не се применливи, бидејќи доходот е искажан најчесто во најголем број ситуации е искажан во нето основа, што значи ќе идеме со пресметковна стапка, што е посебно ќе биде интересно да ги утврдиме пресметковните стапки кај доходите од кирија, бидејќи таму имаме и нормирани трошоци, во првиот дел кај доходите од осигурување и нето, нели чиста работата 11. Потоа идеме со пресметан данок, односно пресметка на данокот и плаќање нормално на аконтацијата, при што по пресметката на данок, односно после оној дел кој ги множиме даночна основа со даночна стапка, најинтересно е да утврдиме кој е всушност оној кој ја плаќа аконтацијата, дали самиот даночен обврзник, што горе го дефиниравме како физичкото лице, или можеби ја плаќа аконтацијата исплатувачот на доходот. Повторно ова е ситуација која ќе биде поинтересна во делот кога ќе збориме за доходот од закуп и подзакуп, бидејќи таму имате да кажам, чекакливи ситуации кои може да се јават во пракса. Сега во однос на закон, значи рековме дека даночен обврзник е физичкото лице, резидент на Македонија за доходот што го остварува во земјата или во странство. Значи, општа дефиниција за секој физичко лице кој е резидент на Македонија, при што за да се дефинира резидент, се користи нареден став во законот, вика е секое физичко лице кој на територија на Македонија има постојано живеалиште или престојувалиште. Па сега дополнително треба да дефинираме кога имате живеалиште или престојувалиште. Имате живеалиште или престојувалиште ако не прекинато или со прекини
сте 183 дена или повеќе во Македонија во кој било 12 месечен период. Значи, у принцип 6 месеци да сте во Македонија во кој било 12 месечен период. Овие не е ништо, да речам, да кажам, револуционерно, ова е концепт на оданочување во светски размери, односно во цел свет го имате истиот концепт. Се сеќавам, ми беше интересно кога шпанското, ова го кажам често како пример, кога шпанското УЈП ја бркаше Шакира за глобалниот приход, зашто 183 дена била со пике во Шпанија и вадеше слики од секој ден како бил во Шпанија и бараше данок да плати во Шпанија за светска турнеја, така да. Концептот не е ништо, да кажам, наш нешто револуционеризиран светски концепт. Сега, обврзник на данок на доход не е само вака дефинирано физичко лице, него може да биде, кажавме, и самостоен вршител на дејност, односно трговец поединец, кој се занимава со некаква дејност. Освен тоа, че гледате дека има широк опфат. Законот обврзник може да е и физичко лице кој уопште не е резидент на Македонија кога збориме за данокот, за доходот што е остварен на територијата на Македонија. Ова е посебно, ова можело да биде посебна тема сама за себе, меѓутоа многу широко, нема да го фаќам толку широко моветот во која би ги вметнали договорите за избегнување на двојно даночување меѓународни така да. Не навлегуваме сега, одека не е во фокусот сега тоа, во вториот дел е многу интересна реченица да вика како и физичко лице кое непријавено врши дејност и остварува доход кој подлежи на оданочување според одредбите на овој закон. Внимавајте, често викаме дека немаме нормативни акти, односно алатки за борба против сива економија. Често слушам на вести, имате во закон си вмешано и физичко лице кое непријавено врши дејност и остварува доход по закон е даночен обврзник. Сега, тоа што е тешко да ги подведете, тоа не би требало да е наша грижа како што е на државна управа, како што државни органи и институции не се грижат колку ни е тешко ние да спроведуваме закони, така и они треба да се ги спроведуваат, значи има алатка за има начин како да се вметнат оние кои непријавено вршат дејност и кои фактички остваруваат доход, а при тоа немаат пријавено никаков доход. Така да во законот имате и за тоа одредба и тоа е широка тема, може да се фати надолго и на широко да се разговара. Сега рековме дека она што ќе е нас во фокус ќе бидат доходот од осигурување во првиот дел, во вториот дел доходот од закуп и подзакуп, меѓутоа реков дека во неколку ситуации ќе збориме и за доход од работа, кога ќе збориме за пред за третиот пензиски, има и неколку ситуации во кај каде што имате доход од работа. Меѓутоа, тие не се нормално единствените видови на даночен доход кои се дефинирани во закон, го имате и нормално доход за самостојна дејност, тука влагаат самостојните вршители на дејност. Кај нив рековме ќе видиме дали е признати, односно секоја поединечна исплата дали би била признати или непризнат расход, потоа ќе имате доходот од авторски и сродни права, го имате доходот од продажба на сопствени земјоделски производи, го имате доходот од права од индустријска сопственост, закуп и подзакуп нормално веќе ги кажав, ќе ги збориме во вториот дел. Имаме доход од капитал, имаме капитални добивки, игри на среќа, доходот од осигурување кој сега ќе ни биде за почеток во фокус и друг доход, нормално све она што не е исклучено со член 12 може да биде друг доход, односно све она што не е ослободено може да потпадне под категорија друг доход. Што подлежи на оданочување? Значи и ова го добивам често како прашање, дали ако нема паричен износ нема персонален? Има. Значи на доход односно на оданочување подлежи кој било доход што е остварен во пари, каква вредност натура или во некој друг вид. Значи не мора да е конкретно во пари, се има некаква вредност. И ќе стаснеме во една точка во презентација кога баш во фокусот ќе биде вредноста, затоа што вредноста на стварите, значи вредноста на нештата, на прометот, на доходот, уствари е една од централните теми кога имаме даночна контрола, односно кога збориме за правилен третман на ставките од даночен аспект, бидејќи во правилното, кога збориме за правилно даночување, една од основните постулати е правилно оценување на даночната основа. Вредноста на ставките всушност е тоа оценување на даночната основа. Дела да се плаќа годишно на збирот на доходот, иако ова е законска дефиниција, знаеме дека персонален се плаќа аконтативно, на крај само сплаќани ги достават еве сега, односно веќе помина годишните даночни пријави, имаат само фактички третман на аконтациите на конечно подмирана даночна обврска, само потврдуваме дека цел данок што е пријавен и платен. Како се утврдува даночна основа за данок на доход? И ова мислам дека ви е од општите начала многу добро познато.
Даночна основа за утврдување на ДЛД представува збирот доход остварен по сите основи, што веќе ги спомнавме, значи може да се пари во натура, во хартија од вредност, како било вид. Намалени за придонесите, ова го имаме нормално интересно само кога имале пресметка на плата, во суштина, даночното намалување, и тоа е само кога имаме плата, она што го објавуваат секоја година или на крајот на годината, и нормираните или стварните трошоци предвидени со Законот за данок на личен доход. Нормирани, односно износ на даночно намалување преку нормирани трошоци ќе имаме кога ќе збориме во вториот дел за киријата. Кога немаме кирија е многу односно кога немаме нормирани трошоци, е многу поедноставно. Пресметката, односно даночната стапка е секогаш 10% на бруто, односно 11 на нето, како добиваме 11, мислам дека знаете, 10 врз 90, односно 10 врз 100 минус 10 и утре ако ви сменат, се надевам нема, може наново да се пресметате сами. По исклучок не заборавајте, кај игрите на среќа 15% даночна стапка, односно пресметка на 17,647, мада ова не ви треба. Ако се кладете у кладилници, они ќе ви пресметаат, или ако идете по казино, они ќе ви пресметаат. Сега доаѓаме до интересниот дел, односно даночните намалувања, односно ослободување, фактички, кои се дефинирани во член 12. Сега, што е дефинирано како даночно ослободување моментално во член 12, а е поврзано со темата. Данок на личен доход не се плаќа на надоместок на штета по основ на животно и неживотно осигурување. Надоместок на штета значи да имало штетен настан во животно е Бог да чува нормална смрт. А во неживотно, пример во здравствено, штетен настан би било да во приватното да одиш да се лекуваш во Систина, најчесто плаќаш, па они да ти го вратат надоместокот, ете ви штетен настан. Така да во тој случај, значи тој надоместок на штета кој ги плаќа осигурителната е ослободен, односно не се плаќа данок, и уплатените премии за колективно, ова колективното ви е за повреда од работа, кој ги плаќа работодавачот за физички лица. Толку. Значи, в суштина, сега е многу оскуден член 12, ништо друго не опфаќа од даночни ослободувања кои би биле во контекст на темава релевантни односно осигурање. Каде настана забуните или зошто настана забуните? Една мала хронологија. Значи, од самото објавување на Закон за данок на личен доход, уште пред 3-4 години кога се воведуваше прогресивното даночување, сигурно се сеќавате, имаше одредба во член 12, тоа беше точка 30, став 1, точка 35, која одредба викаше дека ДЛД не се плаќа на уплатената премија за животно осигурување за една календарска година, за работени лица и за обврзникот кој остварува доход од самостојна дејност до висина на 2 просечни месечни бруто плати во Република Македонија, објавени во јануари во тековната година според податоците од ДЗС. Значи, одредбава која беше активна од 1 јануари 2019 се однесуваше на уплатено животно осигурување за вработени лица и за самиот обврзник кој остварува ДЛД до 2 бруто плати. Одма до оваа точка 35 имавме точка 36, согласно која точка ослободени од ДЛД беше и уплатениот придонес во доброволен пензиски фонд за една календарска година за вработени лица и за обврзникот кој остварува самостојна дејност во висина до 2 просечни месечни бруто плати во Македонија објавени во януари. Значи и животното и третиот пензиски од самото воведување на Закон за данок на личен доход 2019 беа ослободени од персонален и за уплати на вработени лица и кога самостојниот вршител на дејност, самиот ТП плаќа за сам себе. Дополнително, овие беа од 1.2019, дополнително од 1.1.2021 се воведе, тоа беше пост-корона или што беше негде околу корона период, се воведе точка 35А, значи некаде измеѓу во Закон за данок на личен доход, согласно која точка не се плаќаше персонален на уплатената премија и за доброволно здравствено осигурување во една календарска година за работени лица и за обврзникот кој остварува доход од самостојна дејност во висина од една просечна месечна бруто плата, објавена во јануари во тековната година според податоците од ДЗС. Значи, од 1.2021, освен ослободувањето до 2 плати за животно и за трет пензиски, го имаме и ослободувањето во висина на една просечна плата за уплатената премија кај неживотно, односно кај доброволно здравствено осигурување. И се си беше супер, се си траеше одлично, се до
измените во 2022 во објавени службен весник 274/2022, кои измени се во сила од 1.1.2023, каде што едноставно, многу онака културно, ни ги избриша во член 12 во став 1 точките 35, 36, нема некоја прашање, значи 35, 35А и 36 и фино лепо од тој момент, од 1.1.2023 година, веќе сите овие уплати за кои зборевме, значи животно, доброволно здравствено, пензиски, сите би биле, односно би имале третман на непризнат, односно се извинувам би имале третман на доход за физички лица, односно би се даночеле со персонален данок на доход, данок на личен доход. И заради тоа и да кажам таа дискрепанца која се јави помеѓу она што беше претходно и тоа што е сега, односно малку проблематичен самиот факт што посебно кај животно осигурување, кога си ги исклучувал полисите, но полисите ги исклучуваш во момент кога договорите се исклучуваат на подолг период, на 10, на 20 години и така натака. И ти ги исклучуваш во момент кога имаш една даночна политика, односно даночно ослободување. И нели очекуваш дека ќе важат тие правила на игра од моментот кога ги исклучуваш, од моментот кога си го исклучил договорот, нели со најдобра намера, желба си го исклучил со како што кажавме со цел за вработениот да седат бонус за лојалност и така натака и плюс производ има. Ги исклучуваш договорите на 10-20 години и фино лепо насред договор се минува даночна политика, имаме нови правила на игра, што мислам дека стварно не е коректно, ама не е во домена на она што можеме сега да влијаеме, може да искоментирам. Сега, рековме дека освен како доход на осигурување, дел од примерите за кои ќе збориме ќе се сметаат и како доход од работа, конкретно за доход од работа во контекст на она што го зборевме, се смета пензискиот надоместок од доброволно капитално финансирано осигурување, значи сега збориме за пензиски надоместок, внимавајте, ова е пензијата, фактички што исплаќа. И придонесите во доброволен пензиски фонд уплатени од правни лица или обврзани кои остваруваат самостојна дејност. Ова е таа одредба која е активна од 1.1.2023 со оние измени кои ги спомнав во службен весник објавени 274/22. Значи од тие измени и самиот придонес во доброволниот пензиски фонд, односно самата уплата која ја прави правно лице или самостојна вршителна дејност за во име на вработено лице, или за самиот обврзник, значи за самиот ТП, се даночок со персонален данок, ова прва точка која се однесува на надоместокот од доброволно капитално финансијско, тоа секогаш беше, значи фактички пензијата секогаш и се даночеше. Зашто е основа за пресметување на данок од доход во овие ситуации? Значи збориме за данок на доход од работа, како тип на доход дефинираме доход од работа. Основата е износот на уплатените придонеси во доброволен пензиски фонд од правно лице или обврзникот кога ствара доходот, фактички целиот износ колку што врши уплатата. Тоа ви е основата за пресметка на персонален, стапката бидејќи сметаме дека доходот е во нето, стапката која ќе користиме е 11 бидејќи целиот уплатен придонес фактички е за име на физичкото лице и ќе го користи кога иде во пензија. Кај пензискиот надоместок, значи сега збориме кај пензијата која би ве исплатиле после, мислам дека беше се исплаќа најрано до 10 години пред денот на пензионирање, така да како му дојде така 52 или 54 години зависи машки и женски. Значи пензискиот надоместок, при исплата на пензискиот надоместок од доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, значи третиот столб, се исплаќа персонален на основа која е надоместокот намален за износот на уплатените придонеси во случај кога придонесите се уплаќаат од физичко лице. Значи сега збори тука за ситуација кога сам јас си уплаќам за себе, во тој случај нели при уплатата, фала Богу, нема персонален сам за себе да плаќам, пошто се мои пари. А во случај кога мене работодавачот ми плаќал и он плаќал за секоја уплата персонален, тогаш даночната основа е пензискиот надоместок намален за износот на уплатените придонеси кои се одданочени во моментот кога правното лице уплаќало за мене пензиски, односно придонеси за да имам пензиски надоместок во иднина. Ова ви е опфатено во член 16, став 1, точки 13 и 12, двата моменти кои ги коментиравме.
Сега, рековме дека ќе го разгледаме ова и од аспект на тоа што е признат, а што е непризнат расход кај самостојните вршители на дејност. Бидејќи до сега зборевме, значи, дали самата уплата на животно, неживотно или пензиски, значи кога стасува фактура и уплаќаш фактурата, дали самата фактура е предмет на ограничување, односно дали при уплатата на фактурата имате доход кај физичкото лице, го расчистивме тоа, или во кои ситуации имате доход кај физичките лица. Сега збориме доколку уплатата е направена од самостојен вршител на дејност, дали при поднесување на ДЛД на крај на годината, кај него имаме право да искажеме признат расход, или треба да се вратиме во данашниот биланс како непризнат расход и во кој износ имаме признат непризнат расход. Член 27 ни го регулира ова, и имаме точка 14 каде што вика дека уплатената премија за животно осигурување за една календарска година за вработените лица и за обврзникот кој стварува доход од самостојна дејност е непризнат расход. Значи сега веќе целосниот износ на уплатена премија за животно осигурување би била и за вработените лица и за самиот самостојен вршител на дејност би била непризнат расход и би требало да ја вратиме во ДЛД, ќе видите, ќе го отворам билансот, да не шетам сега. Имате поле кај што треба да го искажете ова. Во однос на доброволното пензиско, точка 15 вика уплатениот принос во доброволен пензиски фонд за една календарска година за вработени лица или за обврзникот кој стварува доход од самостојна дејност над 2 просечни месечни бруто плати во Македонија објавени во јануари од текувната година според податоци на ДЗС е непризнат расход. Значи до 2 просечни месечни плати имаме признат расход. Значи кај уплатените придонеси имате фора за признат расход, само внимавајте. Кога бидејќи рековме дека тие се даночат, расчистивме дека се од 1.2023 се даночат со персонален, кога гледаме дали се или не се во рамки на овие 2 месечни плати, го гледате бруто износот, односно треба да се посматра износот со вклучен на персонален, бидејќи ако платите за вработениот персонален, он бруто доход остварува износот кој вие сте го платиле за него плюс пресметаниот персонален, така да тој вкупен износ треба да е во рамките на 2 просечни бла месечни плати објавени во јануари. Ако е, тогаш е признат расход, така одиме над тој износ, а не признат расход, што е нешто што треба да се обрне посебно внимание или при книжењето, затоа што ако имате непризнат расход, треба да е раздвоено на аналитика, ќе го збориме, делот што е непризнат расход, за полесно да се пополнува даношните биланси. И точка 16 имате уплатената премија за доброволно здравствено осигурување за една календарска година за вработени и за обврзникот кој стварува доход од самостојна дејност над една просечна месечна бруто плата во Македонија објавена во јануари за текувната година, според податоци на ДЗС е непризнат расход, што значи до една просечна месечна бруто плата е признат расход. Тоа е коректно, мислам дека здравствените осигурувања не коштаат повеќе од, што знам, 500, 600, 700 евро максимум, не 700, 600, 650 да речеме, и во рамки на тоа и да се плати персонален, би требало да останете во рамки на една просечна месечна бруто плата објавена во јануари според податоците на ДЗС, така да имате фора да е признат расходот. И овдека имаме подготвив една мала хронологија што и како се менуваше кај самостојните вршители на дејност во однос на тоа што е признат, што е непризнат, а овдека главната промена е кај животната. Нормално, бидејќи во точка 14 од 1.2019 до моментот на овие измени во 2022 кои се на сила од 1.2023, значи 4 години фул, односно 3 години фул, имавме точка 14 согласно која беше дефинирано дека уплатената премија за животно осигурување за една календарска година за вработени лица и за возникот кој остварува дејност остварува доход од самостојна дејност над 2 просечни месечни бруто плати во Република Македонија објавени во јануари текувната година според податоците од ДЗС е непризнат расход. Значи до 2 имавте период од 3 години кога уплатата до 2 просечни месечни плати објавени во јануари беше признат расход и за ДЛД, и подготовка на ДЛД, така да М беше ослободен од персонален при уплатата, М беше признат расход доколку уплатата е од самостојна вршителна дејност, како што ова го регулира, како што и член регулира. Во делот за уплатениот придонес од доброволно пензиско, односно третиот столб, немате тука промена, значи тука како што беше пред, односно од почетокот од 2019, така и сега.
А во измеѓу, значи во 2020 се додаде точка 16 со која уплатените премии за доброволно здравствено исто така стана признат расход и оваа точка 16 беше односно е во ефект од 2020 и од 1.1.2021 веќе уплатената премија за доброволно здравствено осигурување за една календарска година за вработени лица за возникот кој ствара доход од самостојна дејност над една просечна месечна плата во Македонија објавена во јанари, според податоците за ДЗС е непризнат расход. Значи до една просечна плата, како што веќе зборевме, до една е признат, над една доброволно здравствено би била непризнат расход. Што се случи со измените во објавени во службен весник 274/2022 кои се во сила од 1.2023 се тргна делот за животното. Значи животното стана целосно непризнат расход и целосно се даночи со персонален при самата уплата. Делот со животно, значи целосно исфрлен, делот со трет пензиски и делот со здравствено останува како признат расход до износите кои се дефинирани, меѓутоа бидејќи се даночи со персонален при уплатата на фактурата, треба да се внимава, значи тој износ таму што е прикажан како признат е со вклучен персонален данок. Сега член 68 се сме кај осигурувањето дефинира што конкретно е доход од осигурување. Сега веќе кај третот пензиски дефиниравме дека тоа е доход од работа, меѓутоа кај осигурувањето чиста ситуација си имате посебна категорија доход од осигурување. Дефинира членот 68 дека доход од осигурување представува премијата за осигурување на живот уплатена од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност. Значи тоа е премијата што ја уплаќаме за животно осигурување кога ја плаќате фактурата фактички. Премијата за доброволно здравствено осигурување уплатена од правно лице или обврзникот кој остварува доход од самостојна ТПТ, значи пак збориме за она што го плаќате по фактура, кога ќе дадат фактурата за животно или здравствено осигурување врз основа на полисата. Потоа премијата за неживотно осигурување уплатена од правно лице или обврзникот кој остварува доход од самостојна дејност, освен колективното, значи за колективното беше ослободено за согласно точка 34 од член 12 и исплатената осигурана сума освен надоместокот на штета. Значи надоместокот на штета како штета настана не се даночи, меѓутоа пример осигурана сума за пример кај живот имате осигурана сума за доживување, таа би се даночила бидејќи како доход се рачуна едноставно затоа што сте доживеале. Сега кој е обврзник? Обврзник е секогаш физичкото лице, меѓутоа кога ќе стапсаме подоле во одредбите кога дефинираме кој е плаќач на контациите, ќе видите плаќач на контациите одека исплатувачот на доходот, бидејќи исплатувач на доходот, кај овие ситуации ќе биде правно лице кое води деловни книги, односно ќе биде правен субјект кој ја врши исплатата на фактурите за физичките лица, односно за најчесто за вработените. Што представува даночна основа? Кај премиите за животно осигурување, тоа е износот на уплатената премија. Значи нема минусна ставка. Колку е уплатената премија, колку е фактурата на премија, колку е премијата на фактура, толку се даночи со 11.11. Износ на премијата за доброволно здравствено, исто. Колку е фактурата, колку имате согласна полиса за плаќање доброволно здравствено, толку тоа би било даночната основа. Без разлика дали плаќа значи трговско друштво за вработени или самостојен вршител на дејност за повторно за вработени лица, работодавач, сеедно кој. Потоа износот на уплатена премија за неживотно, пак имате исто, значи потполно иста ситуација. Пазете ги двои овдека чисто во наративниот дел од муаветот ги двои доброволно здравствено од останати видови на неживотно осигурување. Ќе видите дека имаме за останати видови на неживотно еден пример. Поретко ги има, во 90% од ситуациите кога се плаќа неживотно е фактички не доброволно здравствено, меѓутоа може да се случи некој друг вид на премија да се плати за друг вид, за друга класа на неживотно осигурување. Сега кај осигурената сума, тука има интересен моветот, кај осигурената сума фактички доход од осигурување представува износот на осигурена сума, значи колку им исплатат на крај, намален за износот на уплатени премии за осигурување во живот во случај кога премиите се уплатени од физичко лице, значи овдека збориме истата дефиниција фактички како трет пензиски. Првиот дел е од дефиницијата за тоа кога јас сам си уплаќам животно осигурување за мене. Значи тука фактички од даночна основа со доход би било разликата измеѓу колку ми дадат како осигурана сума на крај во случај на доживување минус све што јас сум си уплатил.
Не знам дали има случај уште на исплати на кај животно осигурување во овие ситуации, бидејќи полисите рековме се на многу години, 10, 20, 30. Мислам, исплати откако е донесен новиот закон, или рачунам дека новиот закон од 2019. Во тој случај фактички кога би исплатила осигурителната куќа на физичкото лице, нели, би ги минусирала сите ставки кои физичкото лице само за себе би ги исплатила, али не знам колку си ги уплаќала, али не знам колку ќе биде таа разлика. Мислам дека осигурената сума е, пример, ако уплаќате, не знам, 10 години по 1000 евра, 10.000 евра, осигурената сума е релативно мала, пример, ќе биде, не знам, 10.500, нешто ситно, мада, барем тие производи што ги имам јас видено, мада не сум далеко од тоа дека сум експерт, дека сум се најпаметен за оваа тема, али од она што ги имам во пракса видено, мала е разликата. А во случај, вториот дел од реченицата, во случај кога не уплаќа самото физичко лице за себе, односно не уплаќам јас сам за себе, туку фирмата уплаќа за мене, или рековме дека во тој случај кога фирмата уплаќа за мене, фирмата треба да плати персонален, во тој случај износот на осигурената сума намален за износот на уплатените премии за осигурување кои се оданочени. Сега пазете која ќе се јави за фрканција, која заврзлама ќе се јави. Прво, ова беше проблем и досега. Осигурителната куќа у принцип не може да знае, не би имала податок во моментов, дали кога јас како правно лице ја плаќам фактурата за моите вработени, дали ја плаќам персонал. Може да не платам, нема автоматизам, треба да платам, нели рековме од 1.2023 треба да платам. Втора за фрканција е тоа, што од 1.2023 треба да платам персонален, бидејќи од тогаш беше законската измена. Претходните години немам платено персонал, затоа што беше ослободено од персонален. Кога ќе поминат првиот циклус, првиот турнус, да речем на исплати, кога ќе дојде моментот за исплати на осигурени суми од осигурителни куќи, на луѓе кои се осигурани од 2019 навака со животно осигурување, гарантирам дека ќе се јават милион прашања. И како ќе се третирава, како ќе се третирано. Зависи како ќе го испегла, да кажам, ова пракса во постапување. Нормално ќе управа за јавни приходи најчесто топката и да некаде ќе Министерството за финансии. И баш ме интересира како ќе ги решат овие ситуации, бидејќи како е ова смислено, фактички треба да имате континуирана комуникација измеѓу осигурителната куќа и исплатувачот на доход. Во ситуацијата исплатувач на доход би било правното лице или самостојниот извршител на дејност кој плаќа фактури за вработените лица. Така не знам баш како смислите дека ова ќе функционира. Јас ќе го направам примерот кога ќе го дадам како да е комуникацијата на врно ниво, како цело време да се воспрега самостојната, така е. Како да се воспрега како се воспрега осигурителното друштво и самостојниот вршител на дејност или трговското друштво кој плаќа. И сега ова беше за утврдување на даночната основа. Сега кога збориме за аконтациите, односно кој го плаќа фактички данокот, бидејќи во ситуација цело време збориме за исплата на доход од страна на лица кои се вршители на дејност или трговски друштва, значи они водат деловни книги, така да аконтацијата се плаќа подбивка. Односно, што сакам да кажам, подбивка се плаќа по задршка, така што се при самата уплата на фактурата се прави ПДД пресметка. Внимавајте, тој во примерите и во материјалите кои ќе ви ги дадам PDF-ки го потенцирам, пресметките се прават на со назнака друг начин, затоа што не треба да се плати нето, туку треба да се плати само персоналниот данок, односно нетото е самата уплата на фактура во име на физичкото лице и нетото, така да. Од тој аспект треба да се внимава, значи аконтацијата ја плаќа по одбивка исплатувачот, односно го задржува данокот и го плаќа данокот во име на обврзникот при секоја поединечна исплата, меѓутоа иако вика го задржува, реално се смета по стапка 11 како пресметкована стапка, бидејќи рачунаме дека данокот е, односно нето доходот е фактички износот на фактурата е нето доход, така да 11. Се прави калкулација, односно се плаќа данокот нормално за секоја поединечна фактура, за секој обврзник. Посебно што е многу логично и нормално на крај треба да платите пресметката и се рачуна дека тоа плаќање на пресметката е конечно подмирување на даночната обврска. Ова е во делот на данок на личен доход. Сега рековме дека двата даноци ќе ги земеме во кредит, и данок на личен доход и данок на добивка, иако кај данок на добивка е релативно поедноставна ситуацијата, бидејќи кај данок на личен доход од една страна гледавме дали треба да се даночи како личен доход при уплатата, че дали има личен доход за физичкото лице за кое се уплаќа, и после гледавме и кај самостојните вршители на дејност дали е признат или не признат. Од аспект на данок на добивка, едино нешто што го имаме за испитување, односно едино нешто за што може да дискутираме е дали е признат или не признат расход.
кај они кој врши исплатата на односно кој е трошокот, а трошокот е кај трговското друштво, бидејќи тука веќе самостојни вршители на дејност не ни интересираат, но самостојни вршители на дејност потпаѓаат под ДЛД. Сега во Закон за данок на добивка имаме одредба непризнат расход за даночни цели е во однос на животно осигурување, целиот износ на животно осигурување, но тоа е во моментов. Промената со која ова стана, како што го кажав, даночен факт, односно промената со која фактички целиот износ на животно осигурување стана непризнат расход, е од Службен весник 199/2023, односно од тој момент се укина точка 5а од Закон за данок на добивка, 5а од член 9 став 1, во која како непризнат расход беа дефинирани, односно имаше додека постоеше точката, имаше луфта до каде е призната, од каде е непризнат расход при уплата на животно осигурување. Откако се укина точката, веќе целиот износ е непризнат расход. Внимавајте, тука се е една голема дискрепанца. Значи, законов стапи на сила за кој збориме, со кој се укина член точка 5 од член 9 став 1, стапи на сила 25.9.2023, 25.9. Претходно, ако се сеќавате, не знам дали ви остана во глава татите, ослободувањето од персонален се укина почнувајќи од 1.1.2023. Значи имавте период од 1.1.2023 до 25.9.2023 кога се плаќаше персонален, ама беше признат расход. Па после од 25.9 веќе стане и непризнат расход. Фактички се избриша точката, пета рековме, согласно која беше согласно која трошокот за животно осигурување до одреден износ беше признат расход. Во однос на уплатените доброволни приноси за третиот столб во доброволен пензиски фонд, одредбата е дека до износот од 2 просечни месечни бруто плати исплатени во Македонија на годишно ниво, износот е признат трошок. Значи до 2 просечни месечни плати. Внимавајте само ова да не го зезнете, да не малце ве буни. Данок на добивка вика признат расход е до 2 месечни бруто плати исплатени во претходна година во Македонија, значи тоа е податокот за цела година што го објавуваат како беше во февруари или во март од Заводот за статистика, не сум сигурен. Додека кај самостојни вршители на дејност се врзуваше со признат расход е до просечна месечна плата објавена во јануари. Значи едното е објавено во јануари, а добивка вика просекот цела година, значи имате мала разлика. Кај премиите за доброволно здравствено, признат е до износот, признат трошок е уплатата до износот на една просечна месечна бруто плата во Македонија претходна година, повторно на годишно ниво, така да пак ви е различно во однос на признат расход кај самостојни вршители, едното беше јануари, другото просек од цела година. Членот 5а кој се укина, ако се сеќавате, една мала хронологија да дадеме, членот 5а беше објавен, односно беше воведен во Службен весник 248 од 31.12.2018, согласно кој непризнат расход за даночни цели се трошоците по основ на уплатени премии за осигурување на живот над износот од 2 просечни месечни бруто плати. Значи од 1.2019 додека да се укина сега до 25.9.2023, имавме фора до 2 просечни месечни плати да уплатиме животно осигурување, ќе беше признат расход, така да пак ни направи мал хаос. Посебно хаосот беше во Закон за данок на добивка, тоа што согласно последните упатства и толкувања, мислам и логични беа со оглед на тоа како беше пишан членот, како беше пишана точката 5. Согласно последните упатства од Управа за јавни приходи, признато беше се што е уплатено заклучно 25.9. Така да внимавајте, не беше битно дали уплатено, значи битен беше датумот кога е уплатата. 25.9.2023 беше до износот на 2 просечни плати беше признат, над 2 беше непризнат, а после 25.9.2023 се беше непризнат, така да ако да кажам чекатлива ситуација. Кажавме целосно се укина членот со објавата на измените во Закон за данок на добивка од Службен весник 199/23 ви кажав на сила од 25.9.23. Внимавајте, ова значи, ќе го отворам и даночниот биланс, ова значи дека обавезно годинава мора да имате и нов даночен, ќе објават нов даночен биланс. Значи во секој случај мора да го објават новиот даночен биланс. Без паника, нема да е нешто суштински, полево треба да го трнат, бидејќи лани гледате до 25.9 имавме поле за животно осигурување, сега оваа година воопшто нема да имаме поле за животно осигурување, така да чисто процедурално до крај на година сум сигурен дека ќе ги објават измените, иначе нешто суштинско дека ќе има во даночниот биланс сменето
ќе нема, али процедурално мора да се објава. Во однос на, реков дека има мала хронологија на настани која малку го прави све ова малку комплицирано, да кажам, да се следи, и затоа го спремив овој Excel за да видиме што е како е до сега и од сега. Значи имате табела, имате колона за 2024 и имате колона претходна, односно за претходни години. Имаме три категории во кои ги презентираме податоците. Прво, дали е ослободено од ДЛД, дали е признат или не признат за ДЛД-ДБ, за самостојните вршители на дејност, и дали е признат расход од аспект на трговски друштва, односно во данечниот биланс. Ги гледаме животното, односно ги набидуваме животното, доброволното здравствено и третиот столб. Значи, кај животното осигурување. Во 2024 на цел износ се плаќа ДЛД. Значи, кога ќе платите фактурата на цел износ плаќате ДЛД. Во однос на тоа дали е признат или непризнат расход, целосно уплатената премија е непризнат расход кај самостојните вршители на дејност, без разлика дали е за вработено, невработено лице, за самиот вршител на дејност. И исто така во 2024 ќе биде целосно непризнат расход во данечниот биланс за трговските друштва. Ова што го стави во црвено, фактички по линијата што ви се во црвено, се по линија кај што имало промени. Зошто фактички таму треба да ви погледа, да кажам. Зошто? Затоа што ослободено од ДЛД бил од 1 2019 до 1 2025 уплатената премија за животно осигурување. Значи не се плаќаше ДЛД, плюс тоа беше признат расход кај самостојни вршители на дејност до износот на 2 просечни плати објавени во јануари, додека кај трговски друштва до износот на 2 просечни плати исплатени во Македонија на годишно ниво. Така да во овој дел имате значителни промени кај животното осигурување, она што беше до 1 2023 кај персонален и што беше за трговски друштва до 25.9.2023. Кај доброволното здравствено исто така има дешавки, има промени од 1.1.2021 до 1.1.2023, значи 2 години имавме во кои доброволното здравствено се потекнуваше да се плаќа доброволно здравствено, беше ослободено од персонален данок. Веќе не е ослободено од персонален, односно кога би се плаќала премија, би се плаќала фактура на цел износ, би се плаќало персонален, без разлика дали се плаќа за вработено лице, невработено лице, управител, самостојна вршител на дејност, не е важно, се плаќа персонален на цела фактура ако се уплаќа здравствено за доброволно здравствено за некој физичко лице. Во однос на третманот на доброволно здравствено како признат расход кај самостојните вршители и кај трговски друштва во ДЛД-ДБ и во ДБ и нема некои измени, тука е зелено гледате, значи горе-доле го следиме истиот терк како што беше и до сега нормално износите ќе се различни. И кај трет столб исто така гледате во црвено во делот кој е за персонален, затоа што од 1.1.2019 до 1.1.2023 4 години и одека се стимулираше уплата во трет столб и беше ослободено од персонален, меѓутоа сега се плаќа на целиот износ, на целата уплата во име на физичките лица, без разлика дали е вработено, невработено, самостојен вршител, управител, не е важно, на цел износ се плаќа персонален. Во однос на тоа дали е признат или непризнат, трошок таа уплата, гледате тука е во зеленко, све окей. Нема некои промени ниту кај трговските друштва, некои значајни измени, ниту кај трговските друштва, ниту кај самостојните вршители на дејност. Ви најавив и малку ќе зирнеме во иднината, се обидеме да зирнеме, значи најавата е дека животното пак ќе стане признат, ама тоа би било од 2025 и да нема да направат пак измена да биде од сред година за признат, непризнат, тоа за мене ми е глупо. Во однос на персонален нема некои најави, мада јас мислам дека е глупаво ова да се направи признат, да се плаќа персонален. Значи, по мене, ако сакате да ги стимулирате овие видови на бенефити за вработените, мислам дека треба да ги стимулирате од аспект на персонален и треба да се врати целосно ослободувањето и за трет столб, и за доброволно здравствено, и за животно осигурување. Во однос на извештаите, ви кажав и тие ќе видиме пред да идеме на примерите, кај ДЛД-ДБ, кај не ДЛД-ДБ, тука ја ставивме, мислам дека, кај ДЛД-ДБ, имате посебно поле, имате посебни полиња, речам, каде што идат полето АОП-9 ви е уплатена премија за животно осигурување за една календарска година, значи АОП-то ви е 9, и во полето АОП-10 во ДЛД-ДБ имате уплатени премии за неживотно, додека во АОП-11 придонесе во доброволен пензиски, значи во трет столб на вработени обврзник од користовна дејност над пропишаниот износ. Значи имате 9, 10 и 11 кои ви се во
кој би се воигра во ДДД кога збориме за физички лица кои вршат самостојна вршителна дејност, додека кај ДБ-то нема баш толку посветени полиња, но имаме едно, еве го, тоа што се поставно платени премии за осигурување на живот над висина утврдена со закон, значи заради ова поле веројатно ќе мора да се смени деношниот баланс, пошто сега веќе нема висина утврдена со закон, на целиот износ се плаќа, би се плаќало, односно не би се плаќало, туку би имал третман целиот износ на уплатата на непризнат трошок, така да веројатно ќе го коригираат поле, односно ќе го нема полево до крај на година. Во ова поле, значи во 2023 ако беше уплатата после 25.9 требало да го пријавите во полево како непризнат расход, ако била до 25.9 требало да фактички го пријавите како непризнат расход само до износот на 2 просечни плати, како што кажавме. На тоа би било непризнато, тоа би било признато. И сега ќе одиме со неколку примерчиња во однос на доброволен пензиски, животно и здравствено осигурување пред да завршиме и да одиме во вториот дел каде што ќе збориме малку повеќе за киријата. Ќе ви ги пратам материјалите, секако ќе ги имате PDF-киве. Делот што е наративен, да кажам, е сличен, сличен со она што ви имате во презентациите, така да нема нешто посебно што тука да коментирам, горе-долу веќе ви ги презентирав работите. Она на што ќе се фокусираме, рековме дека се примерите, односно конкретно како се имплементираат тие одредби за кои веќе зборевме. Имаме прв пример, викаме работодавач, правно лице на свој вработен во друштво за управување со доброволни пензиски фондови уплаќа придонес во износ од 200.000 денари, значи збориме за 2024. Овој придонес, значи кога го плаќате пензиското, можете и месец за месец, ама најчесто луѓе го плаќаат најнаш. Значи 1.000 евра, 2.000 евра најнаш ги плаќаат. Еве да речеме во оваа ситуација фирма го уплаќа за вработениот 200.000 денари на доброволно пензиско. Која е ситуацијата прво од аспект на данок на личен доход? Многу чиста ситуација, оваа година нема што да делиме до толку до онолку, целиот износ на целиот пресметан износ би бил би се даночил или би бил даночна основа и би се даночил со персонал. Пресметката ја правиме на следниот начин, значи целиот износ е нето даночна основа 200.000 денари, 11% сметата персонален и ви доаѓа 222 вкупниот износ, односно бруто износ на доход кој го остварил вработениот. Како ова го декларирате во ЕПД, да ви кажав и ова е многу битен дел, не го забравајте, иако е техничка работа, сепак е важно според мене. Пазете, горе треба да изберете друг начин, значи нема исплата преку транзакцијска, тука плаќате фактурата и бирате Т1 и С118 уплатена во доброволен пензиски фонд од правно лице или самостојни вршители на дејност и го плаќате фактички добиете вирман, го плаќате само персоналниот данок. Веќе кажавме, значи од 1.1.2019 до 1.1.2023, односно заклучно 31.12.2022, делот не се плаќаше, ама тоа беше до преклани, сега веќе кажавме целиот износ се плаќа. Во однос на сметководствената евиденција, ова е првична евиденција, значи четврка за фактурата фактички, нема фактура, тука директно уплаќаш по извод, али ајде да претпоставиме дека имаш некоја пресметка, па четврка за по таа пресметка, по таа фактура со двојка, односно со обврска и после правиме двојка и за по ЕПД-то за износот на персонален данок. Меѓутоа, внимавајте, тука треба, значи кога правиме евиденцијата, треба да ги имаме во предвид и даночните, односно да си го лесниме животот, даночните одредби од другиве закони, пред целиот закон на добивка зборам, така да треба да се внимава, можеби има некој износ за кој веќе зборевме, до кој е признат расход, има износ над кој е непризнат расход. Така да кога тоа го имате на ум, пазете, имате го тоа на ум фактички, пазете и двоете си евиденцијата на аналитички конта, така да би знаеле која аналитика ви е признат, која аналитика ви е непризнат расход, за утре да ви е полесно кога си ги мапирате даночните извештаи, бидејќи пример мене поголем дел од работата ми е мапирана за да не треба многу да чепкате, него за да ви е од старт, да си ги влече податоците, да ви е од старт полесна работата. По извод ги подмирувате обврските, нема што посебно да дискутираме. Во однос на доколку била уплатата за наместо за вработено лице, за некое блиско лице, невработено, whatever, некоја ситуација, нема никаква промена од аспект на данок на личен доход, износот се даночи со персонал. Кај друштвата што управуваат, значи фактички сега ако дојдете да ви исплаќаат пензија, тогаш они имаат и они треба да се логираат во систем, они би требало да ја направат пресметката и во тој случај рековме они треба да ви исплатат износ на пензија, меѓутоа, пензиски надоместок, меѓутоа ако сами сте се уплаќале намален за
придонесите кои си ги уплаќало физичкото лице или ако уплаќала фирмата, во тој случај намален за износот кој е даночен, пак овдека во игра е муабетот кој го зборев и кај осигурителните треба да има комуникација, треба да се знае што е оданочено, што не е оданочено, а и треба да имаме предвид дека било различно до први 2023 и различно пред бидејќи до тоа. Не се даночеше нели до некој износ, потоа се даночеше. Значи многу конфузна ситуација ќе испадне овако кога дојдат исплатите на осигурани суми кај животното и на пензиски надоместок кај третиот столб. Сигурен сум, ама ќе видиме оттам потоа кога ќе дојде тој момент се рано. Кој го уплаќа персоналниот, сека го уплаќа друштвото, тука нема збори. Ако сте, ова него информативно, не очекувам дека некој работи во друштво за трет столб, значи ако би го даночил пензискиот надоместок, ќе ви оди во Т1 и Е74, значи процедурално во ЕПД да пресметката. Кај ДЛДДБ, односно кај самостојните вршители на дејност, рековме признат расход е до две просечни плати кои се објавени во јануари во тековната година, значи во моментална ситуација со моментални податоци признат расход кај СВД во ДЛДДБ што би го правеле 2025 за 2024 би било до 115-218 денари, што мисламе сосем пристоен износ да биде. И персонален да влезе во него, значи бидејќи при платите има персонални, пак да има некоја посуштинска сума. Од аспект на ЗДД е многу слично како кај самостојни вршители на дејност. Рековме единствената разлика е што не е две просечни плати објавени во јануари, него две просечни плати од цела година и кај нив во даночен биланс фактички трошки друштва како признат расход би влегол износот до 109.832, а дека беше до 115 кај самостојните вршители 218. Така да единствената разлика е тоа и не е нешто страшно, не е нешто страшна разлика. Ако сега да го разработам оној делот, ако претпоставиме дека нели треба да ги гледаме двата даноци, при евиденција да ги имаме двата даноци во предвид. Ако претпоставиме дека фирмата уплаќа за физичко лице и го платила и персоналниот, значи бруто доходот е 222, а знаеме дека признат расход е 109.832, значи кога ќе евидентираме, евиденцијата треба да раздвоиме, на пример до 109.832, земам аналитика 4450, не е важно. Ќе е признат расход, а све што е над тоа, значи износот што е 220.000 денари до 220.000 денари колку што била 200.000 денари, колку што била платата плюс 22.222 колку што беше пресметаниот персонален, значи разликата од тој збир до 109.832 ќе биде непризнат расход. Фино лепо и сега ќе си имаме многу лесно за да си го измапираме во даночен биланс, би дошло во реден број 8, односно 50 износот кој е непризнат расход, а трошоци по основно уплатени доброволни придонеси за трет столб. Значи си има поле во даночниот, да не го отворам пак, мислам дека него споменав, би требало да се мапира тоа поле со АО5 со аналитика 44, аналитика 4451. Тоа е кај доброволниот, односно кај уплати за доброволни пензиски. Сега рековме дека освен уплати за доброволни пензиски ги споменавме и животното осигурување и неживотното осигурување. Ајде прво идеме со неживотното. Не знам дали правилниот екран ми е, да. Неживотното осигурување, овдека рекав дека во фокус ќе биде осигурувањето здравствено, меѓутоа не е само здравственото. Имаме едно примерче и за една друга ситуација која може, не е дека баш толку не може да се случи, мислам дека ќе биде интересно. Реков дека ќе ги пратам материјалите, првиот дел е веќе познат, че наративот е, може да си го прочитате, нас не интересира делот каде што се рековме примерите. Прво имаме пример уплата на здравствено за вработени или за невработени лица. Нема да има од оваа година од аспект на персонален некоја разлика. Првиот пример значи кога разработуваме персоналниот данок. Викаме работодавач правно лице, склучува договор и осигурува две вработени и едно невработено лице, блиско лице, не е важно, син ќерка. Согласно полисата за здравствено, значи разни полиси, разни кои што опфаќа како опфаќа и претпоставуваме некои суми, значи претпоставуваме дека е 60.000 осигурувањето за лице 1, за лице 2 исто 60, а за блиското лице 70, нели најдобро осигурување да има синот ќерка. Цел износ на уплатената премија иде со персонален, значи даночната основа V11, фул износ, нето даночната основа е фул износот на фактурата, а даночната стапка V11, значи нема што. Лесно, мислам дека нема нешто посебно што да објаснувам, лесна е пресметката. Ги имате во табела износот на даночна основа, стапка даночна, износ на пресметан данок и бруто износ, односно нето плюс персоналниот. Значи, без разлика дали е вработен или не вработен, оваа година на цел износ плаќаме персонален данок. Кога ова треба да го поминеме
во ЕПД повторно како друг начин бираме Т10 и С10-2, конкретно значи имате класификација доход од осигурување и платена премија за неживотно осигурување од правно лице или обврзник за самостојно вршење на дејност. Евиденцијата пак, значи исто би објаснил како што објаснив и минатиот пат, значи кај примерот за трет пензиски со тоа што кај трет пензиски имавме износ до кој е признат расход, овдека оваа година односно истиот пример, и остана истата ситуација како кај трет пензиски, оваа година имате до одреден износ кој е признат расход, значи пак треба да делите по аналитики. И сега реков дека освен неживотно осигурување, ќе збориме и за некоја друга ситуација на неживотно што може да се јави во пракса. Примеров е дека од X, некој вовед да не биде само така од небо паднат, од X причини, значи треба да се осигура имот кој е во сопственост на некое физичко лице, да се осигура и осигурањето ќе се плати од фирма. Значи ова не е здравствено, а пак е неживотно осигурување, друга некоја ситуација. Дали представува доход од осигурување? Представува, бидејќи осигуруваш имот кој не е имот на правното лице, ти го плаќаш осигурањето за имот кој припаѓа на физичко лице. Што правиме? Пак ја правиме истата пресметка, Т10 С10-2, пак е друг начин и нема нешто посебно што специфично да кажам. Значи единствена разлика е што е издвоено доброволното здравствено како посебен вид, бидејќи е многу по чест настан или по честа ситуација него ли овој вид на осигурување како се викаше на имот преку кој би се платил преку фирма. Што ако би имала надоместок на штета, еве ако во претходниот пример имотот, не знам, се опожари па се исплатат штета, надоместна штета од осигурителната, ништо тука немате предмет на одначување со персонален данок, бидејќи кажавме дека штетниот настан е ослободен од персонален во член 12 став 1.33 од Законот на личен доход. Неживотно од аспект на ЗД потполно истата ситуација како кај трет пензиски, значи пак кажав ќе имате потреба за делење на аналитики, со таа разлика што во оваа ситуација фактички признат расход е до една просечна плата, ваму беше до 2, ваму е до 1, таму беше до 100 и колку беше 15 кај СВД и 109 кај трговски друштва, овдека е кај неживотното осигурување, кај трговските друштва до 54.916 признат расход, не ми е, мислам дека не ми издвоен како пример, иначе исто би било и кај самостојните вршители на дејност, истиот принцип, само не би било до една, рековме, просечна плата од претходна година, него би бил износот до една плата објавена во јануари, односно признат расход согласно последниве податоци за плата, признат расход кај ДЛДД кај самостојни вршители на дејност би било до 57.609, тоа е плата објавена во јануари месец. Значи иначе исто нема нешто посебно. Исте третнат, нема нешто посебно што да образлагам и ни остана уште животното осигурување во оваа клапа примери. Кај животното осигурување, фактички идеме пак кај примерите, нормално тоа е интересниот дел. Кај животното осигурување рековме дека оваа година, односно лани, од 1.1.2023, целиот износ на платената сума се одначува со персонален 11 на цела сума имате. Во основа нема што посебно да кажам. Значи, за вработен, примеров е за вработен 1, вработен 2, вработен 3, како го плаќате фактурата, така се плаќа и персоналниот данок и тоа е тоа. Бирате Т10 С10-1, повторно пазите на друг начин горе да одберете, потенцирано и во PDF-ката што ви ја дадат, нели да се плати само персоналниот. Тука е поинтересна ситуацијата што би било кога би имало осигурена, нели исплата на осигурена сума. Во тој случај реков треба комуникација и да речеме дека кај овој што првиот вработен кај кој се уплаќа годишно, кај првиот вработен беа годишно 100.000 денари, значи да речеме за 10 години се собрале 1.000.000 денари, кај него осигурена сума 1.800.000, знам, не може колку голема осигурена сума, али не е важно. Износ на оданочена премија годишно ни е 111, рачунете ли 100.000 плюс 11, што значи дека оданочена премија за 10 години е 1.111.111. Даночна основа сега ќе е 1.800.000 минус овие 1.111.111. Ќе ни остане даночна основа 688.889, ова е сега е бруто. Значи од нејзе се осигурителното друштво треба да задржи. Ама за да знае овој износ да го пресмета, оно мора да знае дали се плаќани, дали е плаќан персонален од страна на уплатувачот на фактурите, односно на правното лице кој ги вршело исплатите. Тоа ви реков дека ќе биде интересна ситуација кога ќе стасаме до овој момент.
и фактички овие 68.889 треба да ги задржи правното лице и да му исплати на физичкото лице осигурена сума од 1.731 111, односно 1.800.000 минус пресметаниот данок од 68.889. Имате табелата, може да се разгледате. Во однос на начинот како се процесира Т10 S10 3, ова треба осигурителната компанија да ја интересира, не како да речам обично стопанство. И ни остана уште една интересна ситуација која сакам да продискутирам во овој контекст, значи кај во ситуација кога осигурителната полиса имаме ваква ситуација често, значи која исклучува работодавачот и друштвото за осигурување, може во нејза да е договорено дека во случај на доживување, значи фактички по истекот на 10 години во примерот, значи да нема штетен настан, односно да немате смрт, осигурената сума по доживување да се исплати не на правното лице, него да се исплати не на физичкото лице, него на правното лице. Па може да е во договорот метод. Значи, во принцип, ја може да ги осигурам моите вработени, ама да речем осигурена сума кај мене. Во тој случај, нормално дека немате основа на која би пресметувале данок на личен доход. Во тој случај при самата исплата може да се, ако сакате да ја исплатите сумата на вработениот која вас ви е исплатена како осигурена сума, можете, меѓутоа тоа што таа исплата би била остав на некој друг, односно предмет на друга дискусија. Ако имате штета, не се данъчно проснање, нормално, меѓутоа штета одека значи смрт, така да да не го дискутираме, лош пример е. Во однос на ако се лицата невработени, нема нешто посебно што да дискутирам, рековме дали е работен или невработен, секако се плаќа персонален 11. Во однос на тоа дали е признат или непризнат, исто така кажавме, од 25.9.2023 секоја уплата е непризнат расход по име на животно, така да све што е од тој момент уплатено ќе се врати во данъчниот биланс како целосно непризнат расход, значи цела 2024 ќе имаме непризнати расходи, дека нема што да делите на аналитика, целиот износ е непризнат оваа година што е платен на име на животно осигурување. Толку за овој дел. И сега уште еден краток дел имаме за само кратко да слободно. Не знам дали ги гледаш прашањата, има едно-две прашања. Ајде, само да видам. Може би нешто. Да, материјали од предавањето секако ќе добиете, добро дека вајде се во Q&A. Има едно прашање, ситуација со самостоен вршила на дел со животно осигурување. Ова првото го израсчистивме, осигурителната компанија, значи осигурена сума кога имате осигурителната и кажав тука треба да имате спрега, значи тоа ќе биде многу интересно кога ќе дојде моментот, ќе имате спрега треба да имате помеѓу осигурителната и фирмата што исплатила. Па уште поинтересно ќе биде ако исплатиле 2-3 фирми. А за колективно осигурување дали има некои измени? Не, за колективното нема ништо, значи никад не е чепнато од почетокот 2019 све исто како што беше за колективното. И видов дека уште некои само ми побегнат крај на рака. Ќе има уште прашање или случајно тема? Едно прашање имам Јулијана во чет. Имам ситуација каде самостоен вршител на дејност плаќа животно осигурување за себе, дали тоа значи дека со самото плаќање на фактура мора да се плати персонален? Зашто не го гледам прашањето во чата прашањето? Да, тоа оставам во чета, да. Аха, во чета прашањето, пардон. Така, само да го како треба да го зумирам ова, не знам како треба да го зумирам ова. Да, окей, значи не можам да го видам. Еве во чатот. Ја не сум толку вичен со зумот. Да, значи кога при самата уплата на фактура, кога плаќаш фактурата, треба да ја направиш през сметката во ЕПД со друг начин. Исто би било и ако е трговско друштво за вработените. Значи со самото плаќање на фактурата пушташ ЕПД истиот ден. Пушташ ЕПД и си го плаќаш персоналниот за сам себе, а после признат непризнат ќе збориме нели на крај на година од ДДДБ, како што зборевме до износите, ако се работи за неживотно, нездравствено или бензински до износите е признат, ако е животно, тоа е тоа, како што се измените. Значи, раздвоите ги двете ситуации, едната е да платите персонален при самата уплата како доход за физичкото лице за кое плаќате, а другата е дали е признат или не признат во ДБ и во ДДДБ. Мислам дека се разбравме. Толку нешто друго да не пропуштив? Тоа е тоа, јас кажам. Значи може вака да појасниме, тој што сака рейскен да кликне доле, може и вака да разговара, да кажем, да. Може. Како ви е згодно така, ти ќе ми малце ќе ми асистираш ако нешто не видам во меѓувреме.
Али вака е окей, мислам дека ги Сакам одговоривме. делот со даноците на крај во врска со тоа член 14 малку би сакал ја да разјаснам, знам дека едно 3/4 има се уште врска. Ако можеме да ги продискутираме, У тој дел со прашање и одговор. слободно можеме да ги дискутираме ако се надвора темата, знаеш и со тебе јас дискутирав за тоа, така да само да го завршаме околу 15-20 минути и може да идеме и со некој прашање. Значи идеме со закуп, при што кај позната е темата, далеко од тоа дека нешто се револуционерно ќе откриеме, меѓутоа, вака поубаво мислам дека ќе. Меѓутоа сакам да поминеме и неколку интересни ситуации што е со режиските трошови и трошоци и неколку ситуации кои се во пракса што кога фирма изнајмува стан за фирмата го изнајмува станот, а они живее некој лице фактички. За X потреби, сега да не навлагаме толку, како би бил правилниот даначен третман на тие ситуации. Прво, би сакал да го нормираме, односно нормативно да го уредиме закупот, нормативно уреден вие во Законот за облигации, кај што ви дефиниран, кај што има цела глава за закуп, фактички имате член 517, кај што вика со договор за закуп се обврзува закуподавецот да му предаде определен предмет на закупецот, а овој се обврзува да му плаќа закупнина, нормално му плаќа некој надомест. Употребата го опфаќа и користењето на предметот и собирање на плодовите од предметот, што нормално не го користиш предметот што го земаш под закуп. Вика Закон за облигации, закуподавецот е должен да му го предаде на закупецот закупениот предмет во исправно состојба. Значи и тоа е многу логично одредба, да кажам, ЗО е во многу делови има некои обичајни, некои така по општи појми. Иако не сум, сега јас сум економист, не сум правник, меѓутоа со самото читање ќе ви паднат во очи. И вика предметот е во исправна состојба ако е во состојба која е дефинирана со договорот или ако не е тоа дефинирано со договорот, ако е во состојба да се исполнат целите на договорот, односно предметот на договорот. Прашање има? Или случајно? И во чатот дојде. Не гледа. Фирма плаќа кирија за кола. Добро, изнајмуваат физичко лице. Дали има некое ограничување, а кој ги покрива трошоците за гориво, самото физичко лице или дополнително фирмата? Фирмата, значи фактички фирмата ја зема колата под кирија и после ја плаќа, не е некој проблем, значи се дека е уредено со договор дека ги сноси трошоците. Не знам, сега нормално дека треба персонален да се плати кај изнајмувањето, меѓутоа ако мислиш сега дали ти е признат трошок горивото, не имам проблем, значи ти земаш под кирија и канцеларија па ги плаќаш трошоците за таа канцеларија. Или ако мислиш сега да сега вака, овдека стално една мала фуснота морам да ставам. Значи, ова го имав и во разговори, беше многу смешно со колешка од УЈП која дојде во контрола. Слична ситуација, беше меѓутоа кај градежна фирма. И вика, и гледа сите фактури, гледа влез и го гледа горивото. И све окей, значи со испратници, со подписи, значи да збориме нормативно, нормално, се како што треба. Ама вика, значи ги гледа и после некој време вика, а одбитуваше, вика, море, вика, овој поќе троши од пелистерцел. И сега, значи, тука не стана нормално, малку чудно, самиот износ на потрошена гориво. Значи, ако е све во рамки на нешто нормално, не гледам никаков проблем. Ако е сега зборите за ненормална потрошувачка која би покренало сомнеш некаков, они имаат право сега да се сомневаат зашто ги трошите, зашто го трошите тоа што сте го потрошили, тогаш на ваш език, што да кажам, иначе ако е све окей, не гледам проблем. Нема претерување, нема некој проблем. Меѓутоа за кирија за возилото обавезно да се плати, ако го земате како рентакар на физичко лице, обавезно да се плати, пошто и тоа персонален, пошто и тоа би било закуп. Значи закупот не мора да е на движни, може да е и не мора да е на недвижен, може да е и на движен имот. Дури ако мене прашате, ова е многу полесно решение, неголи 3500 за сопствено возило за службени цели. Тоа 3500 за сопствено возило за службени цели е документацијски барем, според мен документацијски е додека да го следиш како што треба и ексика. А вака договор го изнајмуваш под кирија и на цел износ плаќаш персонален, никој нема да се лути ако е тоа све во некои нормални пропорции. Ако мислиш 5000 евра да пишеш кирија за возило, тогаш нормално признат, непризнат, имаш проблем како става на тој момент. Сега во делот на трошоците за предметот кој е под закуп, еве го тоа фактички делот што се, да кажам, што вас ве тангира. Тука имате во Закон за облигации, вика трошоците
Прво вика, закуподавачот должен да го држи предметот во исправна состојба за време на траење на закупот. Како и да врши потребни поправки. Значи, овдека збори за суштински работи. Значи, фактички закуподавецот е должен на закупецот да му ги надомести трошоците што ги направил за одржување на предметот, а кои тој самиот би требал да ги направи. Збориме за суштинското одржување. А после во Закон за облигации имате една одредба која што вика трошоци за ситни поправки предизвикани од редовна употреба, кои трошоци при само употреба, како на колата, паѓаат во товар на закупецот. Така да, иако овдека збориме за закуп на, нели, главно збориме за закуп на имот, бидејќи тоа е главната, нели, движниот имот е главната, сепак мислам дека може да се извлече нека аналогија. Сега кај нас, бар ја во пракса она што го имам видено, најчесто без разлика дали се ситни поправки или правиме муавет за одржување на предметот на закуп, значи на најчесто на недвижниот имот, трошоците паѓаат на товар на закупец, оној кој го земал имотот под закуп. Така да овде имате мала дискрепанца помеѓу она што е обичаено право да кажеме или нормална ситуација и тоа што се случува во пракса. Јас не сум сретнал некој закуподавач да рече ја ќе ти го средам просторот, ја ќе ти го окрачам или што и да не знам сега суштинско. Еве ти клjuč, прави што ќе правиш, најчесто момент. Ова е нека општа одредба дека треба да се однесува како добар домаќин закупецот и така натака. Одговара за штетата, може да го даде имотот и во подзакуп. Нормално тоа најчесто треба да е договорно уредено и не треба да има дозвола да го даде под подзакуп и е должен да плаќа закупнината. Имате одредба во Закон за облигации која што вика ако не се плати закупнината во 15 дена има право и да го откаже договорот. Мада јас немам во пракса нешто вакво сретнато, пошто најчесто не се толерира во доменот на деловни односи, така натака нешто нормално има. Мада договорно си стои. Во однос на подзакупот кажав може да се даде во подзакуп доколку е договорно, најчесто треба договорно регулирано, пошто секако закуподавачот ќе сака да знае кој го користи реално просторот, така да тоа е околу Закон за облигации и оние општи правила на игра. Во однос на персонале имаме посебна категорија доход од закуп и подзакуп. Регулирано во Закон за персонале регулирана е темата во член 51 и 52. Кај што вика по доход од закуп и подзакуп се подразбира доходот што возникот го остварува од издавање на закуп и подзакуп на движен и подвижен. Значи движен и подвижен ги потврди. Кој е обврзник? Обврзник е секако физичко лице кој остварува доход од закуп. Но тука најинтересниот дел кај меѓу најинтересните теми кои може да ги дискутираме кај закуп и подзакуп е тоа кој всушност ја плаќа контацијата. Значи обврзник е физичкото лице, тоа е секако. Но која плаќа контацијата, бидејќи тука може да се јават неколку ситуации. Имено може да се издава ајде за недвижен имот да зборам, може да се издава недвижен имот од физичко на физичко лице, може тоа издавање да биде за кратки, како ви кажа, за кратки средби, значи за краток период или за подолг период, за година дена, може да се издава од физичко на правно лице и во тие ситуации имате различен третман за тоа кој ги плаќа, ја плаќа контацијата во однос на првите. Односно, тука лежи зајакото, односно тука е еден од главните муавети во делот со персонален кај закуп, која плаќа контацијата. У принцип можам од сега што да кажам, вајде ви и познато, физичко на физичко го плаќа закуподавачот, односно тој кој го остварува доходот, додека физичко на правно се плаќа по задршка, односно го плаќа персоналниот тој кој ја плаќа, кој го исплаќа доходот, исплатувачот на доход е лице кој ги води книгите. Односно кој води деловни книги, значи правно лице или самостојна вршителна дејност. Основа за персонален, односно даночна основа во оваа ситуација е бруто доходот намален за нормираните трошоци, при што овде имате два вида нормирани трошоци, 10 или 15%, бидејќи се тргнува тука, законодавецот се тргнува таа претпоставка дека ние договараме бруто доход, мада никој не договара бруто доход, си договараме нето. А ако тргаме од бруто доход, едноставно од бруто доходот ги тргате овие нормирани трошоци 10 или 15% и остатокот го заношите со 10, а ако тргате од нето како што во пракса се случува, треба да дојдеме до пресметковна стапка, која важи во случај кога имаме нормирани трошоци. За формула за пресметковна стапка ќе ви дадам во материјалите, ќе продискутирам, мада имате калкулатор кај мене на страна, сигурно имате и кај Јани на страна, кај колегата калкулатор, може да се симнете калкулатор. И на ујапа на страната има калкулатор, можете да ги искористите, мада е убаво да знаете од каде доаѓа пресметката, мислам треба да се знае. Уште еднаш, значи 10 или 15% зависи од тоа дали е опремен или не е опремен просторот. Опремен значи да е со намештен, најчесто со мебел. Кај подзакуп основа е бруто доходот намален за закупнината што плаќа
закуподавачот, значи минус таа закупнина, нема нешто посебно што тука да се дискутира. Сега ова е многу битно, овде сакам само да се задржаме на секунда да ми дадете, вика ако пријавениот доход од закуп и подзакуп е помал од оној што може да се постигне според локални прилики, или како општа дефиниција, органот за јавни приходи го утврдува можниот доход со споредување на закупнината за сличен имот што се издава под закуп или подзакуп под приближно еднакви услови. Тука, значи, нема данок, тип на данок, нема материјален даночен закон, кај што ова не го дискутирам. ДДВ, персонална добивка, секој. Значи, никој не ви брани да пишете 3000 евра кирија. Пиши ако мислиш 3000 евра кирија. Ама сега кај 3000 евра кирија, јас ќе го поставам под знак прашање, ќе идам кај данок на добивка, ќе поставам знак прашање дали е признат или не е признат. Многу е висока киријата. Не ми држи да е целото признат расход, да не е кон блиско лице, управител, слично, што е работата, зашто толку? Овде е обратно настапува, да не пишеш за нешто што е, не знам, 20 евра, ти, овој, 200 евра ти да го пишеш 20. Зашто? Како? Значи сега па криеш персонален. Ги имате во сите закони овие скриени одредби, ќе речам, каде што може да ве фатат на даночна основа. Внимавајте кога збориме за даночна основа. Ова го зборам многу често и кога збориме за продажба на основни средства, не ги лупајте основните средства од ракав. Не е ваше нормално да знаете вредноста, ама ваше да послушате да не пишуваат глупости. Кажеш на машина 50.000 евра, ја пишал 5.000 евра, па тука имате ДДВ например во да не го ширам толку малку. Значи, кај сите скоро материјални даночни закони имате одредба каде што органот управа за приходи има можност да процени даночна основа во случај да нешто не е како што треба. Кој го плаќа данокот, значи, односно контациите, она што веќе го чепнав како тема, се плаќаат по одбивка, односно исплатувачот го плаќа данокот, доколку исплатувачот води деловни книги, ова е фенси начин да кажеме, ако исплатувачот е правно лице или самостојна вржителна дејност, тоа води сметководство, што сака да каже. Ако води исплатувачот сметководство, он задржува и уплаќа персонално во име на физичкото лице, за секое физичко лице нормално посебно се пресметува. Во случај, сега поинтересен случај е, во случај да е издавањето физичко на физичко, физичко на паушалец или физичко на дипломатски конзуларни глобални амбасади, во тие три ситуации, физичкото кој е примано на доходот, самото си го пресметува, си го плаќа данок. Како? Значи, обврската е за секој поединечен доход да прави, значи, имате примери за ова, ќе го поминеме во материјалите. Ако имаш, не знам, во рамки на еден месец, еднаш 3 дена издаден, еднаш 5 дена, еднаш 7 дена, за сите три ситуации треба да си посебна ставка да си направиш, да си пресметаш персонален. Сам го прави, при што пресметката мора да ја достави до 10 во месецот кој поминува за претходниот месец, додека самиот данок мора да го плати до 15 во месецот, месецот кој поминува по месецот во кој е осtvaren доход. Значи, уште еднаш, ако е физичко на физичко, најчесто е физичко на физичко, и ако е, нели, ако сакате да сте, како викаат in compliance, значи да сте усогласени со закон, самите треба да си го платите. Самиот издавач, односно закуподавач, треба да си го плати персоналниот, согласно закон, да си го присмета до 10 и да си го плати до 15 во наредниот месец. Тоа е таа специфичност. Сега, освен, да кажам, овој дел номиналниот доход од работа, сакав и да го поминеме, ги крсти скриени одредби. Не се скриени, ама не се во делот со закуп. Тоа сакам да кажам, а се некако поврзани со закупот. Ги имате одредбите во член 15, став 1, точки 2 и 2, кои се дефинира, каде се дефинирани како доход од работа во овие ситуации, али ќе видите дека се врзани со тема, дека се врзани со муабетот. Каде што е дефинирано дека доход од работа е износ на надоместок на закуп на имот, како износ на надоместокот на трошоци поврзани со закупот на имот на вработено лице кога надоместокот го плаќа работодавачот. Кога работодавачот плаќа за вработеното лице и користење на стамбени згради или станови кои се во сопственост на работодавачот или кои работодавачот ги користи по основ на закуп или по друг основ. Значи, приметувате поврзано со она што го збориме и ќе го во примерите ќе го чепнеме и ова, односно ќе чепнеме некоја слична ситуација. Што е основа за пресметување на данок, е износот на надоместокот на закуп на имот, како и износот на надоместокот на трошоци поврзани со закупот на имот на вработеното лице, кога надоместоците ги плаќа работодавачот. Значи, ем закупот, значи ем киријата, ем трошоците. Зошто е ова битно? Тоа што ви го спомнав, ја може да земам речеме да земам стан под киријата, и јас за да го земам станот под кирија, прво му плаќам на тоа физичко лице од кое го земам. Закуподавачот му плаќам доход, веќе остварувам доход, плаќам персонал.
Арнама и лицето кое седи тука, кој го користи станот, може би се сега пример мајстори кои, што знам, мислел, јас сум од Гевгелија, ама сега ми треба стан у Скопје. Лупам е ситуација се, не е. Они седат, они го користат. Ако ја не им платев нив кирија, они сами ќе треба да си платат кирија. И они остваруваат на тој начин доход, само нивниот доход ќе го сметаме како доход од работа. Како доход, значи два пати ќе платите персонален во овој случај, едниот е нормалниот персонален што си е на киријата и една за киријата која плаќате и имплицитно за физичките лица кои остануваат во станот. Или која е втората опција за даначна основа, износот на закупнина што може да се постигне според локални прилики. Значи пак гледате таа општа дефиниција, значи може да ви извади како пред царина шваќе го води кога ги царини кулици, овие може да ви извадат шваќе. Им на шваќе односно да споредат со проценка да споредат какви се локалните прилики и врз основа на тоа да даначат. Се уште неколку примерчиња ќе поминеме и мислам дека со мало пречекорување на агендава, пошто речите почнавме 15 минути покасно, таман сме да завршиме со мојот дел, значи одиме со делот со одначување на доходи од закуп и од закуп, 2-3 примерчиња. Нормативниот дел, значи овој дел што се однесува за вовет, да кажам, темата не го поминуваме, бидејќи секако беше во презентацијата даден и нема што нешто посебно да се објасна. Сега прва ситуација, физичко лице издава управениот на друго физичко лице. Што кажавме во таа ситуација кога е физичко на физичко, примателот, значи стално ги мешам, закуподавачот е тој кој од кој ќе прими доходот, треба да си го декларира и треба фино лепо да си плати самиот персонален. Во случајот земаме физичко лице издава наместен стан на студент за цела 2024. Во овој случај, претпоставка 12 денари кирија. Во овој случај, овдека најмногу се плашува па дека кријете, дека физичко со физичко може да пишат нели колку сакат, 100 евра може да пишат, а 500 додадат во црно, така да затоа се тие одредби со даначно определување на даначна основа компаративно со споредба на слични објекти во околината. Во овој случај, значи 12.000 е бруто, претпоставуваме, значи за да ми е полесна по сметката, знам дека никој не се договара бруто. 12.000 бруто, при што претпоставуваме нормирани трошоци од 15% бидејќи опремен станот. 12.000 минус 15% доаѓаме до даначна основа 10.200 денари. На таа даначна основа применуваме стапка од 10%, 1020 денари, што значи не останува нето 12 минус 1020, 10.980 денари. Фактички, во овој случај, бидејќи претпоставив дека киријата беше односно договорот беше од јануари, го приложувате и договорот дека е за 12 месеци и УЕП ви генерира за цела година пресметки кои можете месечно да си ги плаќате, значи месечно да си плаќате по 1020 денари, како што течат месеците, значи да се уплаќа. Данакот да не мора секој месец да се прави и да пресметка. А вториот пример претпоставува не ваков долгорочен договор, него претпоставува спорадично, да речеме, договор за краток престој и претпоставува дека во месецов еднаш физичкото лице издава имот за 3000 денари на едно лице, за 3 дена и после за 2 дена за 2000 денари. Ова до некаде значи не до некаде можна ситуација, особено примери со овие што сега многу популарно гледам дека многу земаат да издаваат на Airbnb и слично. 2 дена, 3 дена, 5 дена, 7 дена, сами треба да го правите данокот, нема Airbnb да ви плати данок. Сега кај нив е девизни се пресметат, али истиот принцип на работа за секој кој седел поединечно, ако сакате тоа да ви легално, ако не ви интересира, тој друг момент. Посебна пресметка правиме за првиот доход, посебна пресметка правиме за вториот доход, претпоставуваме нормирани трошоци пак од 15% бидејќи бил со намештај, односно бил просторот уреден. Тргаме од тоа дека тие 2 односно 3000 денари се бруто. Во овие ситуации кога физичко со физичко ствари мора да биде бруто, освен од стартот договорот, ако од старт при исклучување на договорот сам ти не си го инкорпорираш персоналниот кога му кажуваш цената, пошто второто физичко за купецот не го интересира во оваа ситуација колку е твојот, не би смело не би требало да го интересира колку е персоналниот, твој проблем си. Значи од 10 ги правиме двете пресметки, до 15 треба да ги платиме пресметките. Ако издаваме на правно лице, тука единствено тука речам интересното е тоа што најчесто во пракса не се договара бруто. Значи ако би се договорало бруто доходот, рековме многу лесно. Примерот е земен со 15.000 денари бруто кирија. Викаме признати сега како на ненаместен, ќе земеме 10%, значи
1500 денари признати, односно нормирани трошоци, даночна основа е 13.500, односно 15 минус 1500, стапка е 10%, 1350 испрега данокот, односно, ето износот е 15 минус 1350, 13.650. Книжењето нема нешто посебно што да дискутирам, ви кажав стално со звездичка, ако ќе видите и износите ви се нормални, нема проблем. Ако правите ненормални работи, да, може признат, не признат тука. Има муавет. И тоа е евиденција на месечната немњена, значи збориме сметководствено, ништо посебно. Меѓутоа, најчесто не се дефинира бруто, туку доходот, односно киријата се дефинира нето. Еве во четвртиот пример земаме 9100 денари нето кирија. Што значи не може да пресметаме по стапка, не може минус нормирани па по 10%. Што правиме во овој случај? Еве ова е мојата, има неколку начини како да направите, не е само еден, ама ја овој го рекламирам. Ова е мојата омилена формула за пресметковна стапка кога има нормирани трошоци. Значи формулата оди на следниот начин, како што ја гледате овдека, претежно е бројката 100, едино што не е бројка 100 во формулава е во заградата пропишана стапка по даночна основа после нормирани трошоци. Пропишана стапка секако е 10%, значи бидејќи таа е пропишана стапка во закон. Значи овдека секако имате 10. Не работите со децимали, нити па со проценти, чисто како бројка внесувате 10. Помножено со даночна основа после нормирани. Ако нормираните се 10%, даночна основа после нормирани е 90, 100 минус 10. Ако нормираните се 15, тогаш е 100 минус 15, 85. Значи единствената варијабла во формулата ви е ова даночна основа после нормирани трошоци. Имајќи ја предвид формулата или користејќи ја формулата, доаѓаме до стапка. Шернат, тоа што го читаш сега, не ти е шернат, старата ти стои шернат. Се извинувам. Да. Еве сме, ова треба да го шернам, не заборев скриншерот да го направам на моменталната презентација, пардон. Значи ова е формулата која користев. Имајќи ја предвид оваа формула, имајќи предвид пресметкава, доаѓаме до 9,8901 пресметковна стапка за неопремен простор и доаѓаме до 9,2896 кај опремен простор, односно со 15% нормирани. Колку повисоки нормирани, толку пониска ефективна даночна стапка која користите на пресметковна даночна стапка која користите на нето основата. Имате и линк до калкулаторот кај мене на веб страна, може да си го снимете калкулаторот со сите нормирани трошоци, ви вади која е пресметковна стапка и може многу лесно да го користите. Сега кога имаме пресметковната стапка, како го аплицираме ова, износот на месечниот доход по пресметковна стапка, доаѓаме до данок на доход и на крај доаѓате до бруто износот, значи многу проста и едноставна математика фактички. Сега последните примери што сакаме да ги видиме е она што ви го кажав, што кога се остварува два вида на доход. Значи кога правно лице го изнајмува станот, а во станот одседнува вработен, нечто е вработен, и го користи. Тука имате два вида на доход, имаме и доход од кирија кој се плаќа од правното лице кон закуподавачот, тоа е X физичко лице, и доход од работа за лицето кое одседнува во просторот, значи вработениот најчесто, и плюс доход од работа за сметките кои се плаќаат пошто он го користи станот, ти му плаќаш струја фактички, ти му плаќаш кирија. Значи каков третман би имала ситуацијата? Ќе претпоставиме дека имаме месечна бруто закупнина, да речеме од 18.000, не идеме со бруто пак. И во договорот закуп е предвидено дека режиските трошоци кои гласат на физичкото лице си ги плаќа правното лице. И претпоставаме дека 5.000 денари се сметките. Како што ви кажав, имате три одделни ситуации, односно три одделни пресметки. Прво имате ДД по основ на доход од закуп, кон физичко лице кој е закуподавач. Па имаме ДД на основ на доход од работа за сметките на режиските трошоци и имаме ДД по основ на остварениот доход од работа на закупецот. На закупот. Фактички, значи ситуацијата е го имам земено станот, имам две-три подваријации на оваа ситуација. Прво го земаме под закуп станот, значи правно лице го зема под закуп станот, а физичко лице има живеалиште во просторот, значи онака на лична карта фино лепо и си живее тука. Може да се случи во принцип, во пракса. Еве ги трите пресметки кои одделно ги правиме. Значи прво е доход од закуп, ова е кон лицето кое го издава просторот, од бруто кон нето идеме со пресметката, па после ќе го пресметаме персоналниот на нето износот на закупот, нето износот на закупот е 16.470 во примерот, кој е фактички нето доход од работа за физичкото лице кој живее тука. И сега тука веќе ќе доход од работа, нема нормирање, нема ништо, него на тој доход си идеме фино лепо со пресметковна стапка 11.11 и ќе си платиме 1830 на посебна пресметка, друг начин има може да биде 1830 персонален за доходот од работа кој го остварува физичкото лице
на која фактички му ја плаќаме киријата ефективно. И на крај истата математика е и за 5000 денари режиски трошоци кои испаднале месецот, пошто он живее тука, му ги плаќаш режиските трошоци. Ова мислам дека е ситуација која може да се случат во пракса. Под ситуација на оваа е... Во тој контекст имаш едно прашање, го одговори со пример. Опа, ајде. Пардон за ова што не ги видов. Баш ова беше прашањето. Ова така... Да, е. Добро, ако работодавачот плаќа закупнина на стан, плаќа персонални закупнините на доход од работа што се да. А трошоците фактично е констатација, така? Ја така ја сваќам. Да, во ред, ако работодавачот плаќа закупнина за стан, плаќа персонални закупнината, така е. И дополнително доход од работа, што е со режиските трошоци за лицата кои се така е, да. Да, добро, значи претходно беше претпоставам пред да почнам да зборам, окей. Извини, пошто не ми светна, изгледа сум ги или ми светна, ама сум бил задлабочен, не сум ги видел. Пардон, фала што ја ништо ми скрене внимание. Значи ова е под ситуација на претходната ситуација и 3-3 е исто така пример, да кажам, пак е под ситуација, кај 3-3 е единствена разлика, знаете што може да е единствена разлика помеѓу овие ситуации од 3-1 до 3-4? Кој е типот на доход? Дали е друг доход, дали е доход од работа? Меѓутоа, верујте, уја па нема да ви се најдете ако го платите данокот, како сте го декларирали дали е друг доход или доход од работа. Значи тие 3-4 подситуации обработуваат фактички истата ситуација обработуваат само од аспект на тоа дали лицето е вработено, невработено, блиско, неблиско лице, тие се тие формулации, значи истиот принцип на работа го применуваме, само внимаваме, ако сакате внимавате да стептен by the book, нели внимавате да го декларирате данокот соодветно на типот на данок. Последната е 3.5, вика деловен простор, собственост на физичко лице се издава на правно лице, значи пазите деловен. И тука вика физичкото е вработено. Тука од аспект на персонален, у принцип немате проблем се додека, нели се враќам на моето, се додека даночната основа е како што треба, е нормална даночна основа. Значи тука немате проблем, веќе деловен простор не може да живее таму, деловен е простор. Тука немате проблем од тој аспект, значи 2-3 типа на доход, ни типа со режиските или не знам што. Тука треба да се внимава да се пише, нели, со усул кирија, пак ќе спомнам ова со усул е битно од аспект на сите закони и ДДВ. Треба да внимавате кога декларирате, бидејќи често го добиваме прашањето, сакам посебна тема да живи здрави понатака, нели, некој наредно КПУ градежништво. Често го добивам и тоа како прашање колку дали може да одбивам ДДВ на станови 5% доколку ја влезнете да ги за која спорна ситуација правите. Изземате објект кој е наменен за домување, вие го земате за делоници. Ако си го пренамениш во деловен простор со 18%, секако дека смееш, ама ако е вака проблематично е, нормално дека е проблематично и некој може да најде. Зависи од ситуација, може да најде некоја мана. Значи, секогаш со усул и внимавајте све да е одмерено е дека употребам во рамки на тоа што е нормално во околинава ваша. Не претерувате, ако не претерувате, нема, в принцип нема да буде точно. Значи сите примери, овие 7 примери од персонален ќе си ги добиете, имате книжење, имате нели различни ситуации. Ако нешто плюс излезе како прашање, плюс надвор од ова сега што го дискутиравме, така во Q&A немам нешто плюс. Не, ова завршивме со колективно, последното. Значи ако има нешто плюс, слободно може да ми пишете стандард, нели, комуницираме и по мејл и тука може да пишете во четов до крај на предавањето. Јас ќе бидам во околина. Ќе можам да одговорам, а Јани сакаше и збор 2 за ДДВ-то, може да го набасиш па да го продискутираме и тоа во овој дел, бидејќи овој дел секако за даноците посветен. Во однос на член 14, мислам дека беше, така? Јани, не те слушам? Или кај мене е само проблемот? Или можеби Јани не ме слуша или има некој технички проблем. Значи претпоставам дека сакаше, пошто знам бев во текстот моветот, сакаше да го начнеме, можам да го набрзам, сакаше да го начнеме моветот за превозниците. Односно за новата ситуација во однос на член 14 од Закон за ДДВ од 1 јануари 2023, иако не беше, нели во темите беше многу често споменувано како прашање, па затоа мислам дека е окей да го продискутираме.
ситуацијата кај превозниците кога превозот е од сега дестинациите ги измислувам, но принципот беше тој, значи имате превоз Минхен-Барселона, значи во рамките на Европска унија, а фактурата за превозот е од една кон друга македонска фирма. Проблемот беше што порано се подведуваше под делото делницата во кој се овој промет се подведуваше под делото делницата по кој се извршува транспортот, а делото делницата беше странство. Следствено прометот се подведуваше без ДДВ, односно како место на промет во странство, а сега го подведуваме под генералниот B2B принцип. Генералниот B2B принцип вика од 1 јануари вика онаму каде што е вршителот на прометот и фино лепо, бидејќи се македонски фирми, имаме ситуација кога треба да се фактурира со ДДВ. Не може да го подведете по член 24 како увоз извоз транзит, затоа што немате царинска декларација, бидејќи од Михен до Барселона не поминува царина и затоа се јави проблемот пракса, меѓутоа веќе се искомуницира со финанси, СУЈП, мислење имаме, тоа се подвидува како B2B принципот, односно се подвидува по ДДВ, па и не гледам дека е толку проблематично сега. Јас едната фирма, она која фактурира како организатор, најчесто може да си го бара ДДВ-то, така мислам дека не е толку и не е до толку страшен муаветот. Така да тоа е тоа што сакавме да го дзирнеме. И со тоа фактички завршуваме, 20 минути покаснење, не е страшно, завршуваме со првиот дел околу даноците. Уште еднаш ви благодарам на вниманието јас. За какви било прашања повторно, значи можете или во четот да ги оставите или да ми пишете на мејл нормално. Материјалите ќе ви ги доставиме накнадно, ќе ги ставиме на еден линк од кој ќе можете сите да си ги фино лепо да си ги превземате материјалите. Колеги, сега ќе направиме една мала пауза. Ќе направиме една мала пауза од 10 минути, еве се 11:06, ќе одиме до 11:16, 17 минути и после продолжуваме со колешката Александра, она е до мене, она е веќе спремна, со делот во кој повеќе ќе идеме со МСС, односно со стандардите. Станете малце, размрдете се и се слушаме за 10 минути. Колегата Јани уште еднаш ќе го поминува што го дзирнавме со рекапитулација ќе направиме на све ова што зборавме до сега и за вклучително дело за ДДВ. Ајде колеги, поздрав и се слушаме. Тоа се. Камон, нема, може да поиш. Океј, во избор за персонална така, пошто е темпот беше. Добро. Не, океј. Има шанс. Сега се само што само мрскам. Не, ќе зборувам јас. Добро да нешто вака фстаци. Не, што ќе им двачкам. Да. Не. Кај се презентациите? Чек само нju шеров, што направив, што шерувам, не, ова нека си седи, нека си седи бе, ова, а овдека се презентација. Дзирни ги како се шоса, види дали го се пушта. Леално, кој ме поздрави? Ама тука има 3. Последната вајда нема симнот. Од кај ти е последната? Од Вибер 19-ката. Подпиша го твој. Да, бе, на бања, знаеме, еј, флексоприн. Кога беше флексоприн? Ще ми тикна. Ајде, Благојча. Where are you? Жаре. Доаќе се 1 и 5, 16, 20. А можем едноставно да стоп ширинг нешто да направам, да ништо не... Не знам како се прави. Пауза шер. Океј. Имаше стоп шер. Добро, не. Кај си ти? Ивано. Не, колку ми е чудно, не ме да те бавам. Еве ти. Кај ќе оде? Save as. Кај беше? Презентација. Да. Презентации. Save. Ова на крај? Е газ. Да. Исклучи ја ваа твоја, Исклучева, да каде си?
Супер. Добро. Перфект. Окей. Дај да не искача, пошто и ова знае да искача. Да почне да си мава виберот. Со 100 нотификации. Викаш, се има. Не бе го нема. Го нема. Ништо замрзна. Чекај ова. Што направи човек? Recording stopped.